Добро утро, Ивана, до тебе и добро утро до сите наши гледачи кои што утринава се на фреквенција на Телма телевизија. Верувам дека ова вклучување ќе биде добредојдено за учесниците во сообраќајот, односно за оние кои што управуваат со самите возила. Оваа недела, 15 март, завршува законската обврска за поседување на зимска опрема на самото наше возило. Што поточно значи ова и какви проверки се треба да направиме на нашето возило? Многу совети во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, господин Филип Дуневски од Автомотосојуз на Македонија. Да му посакаме добро утро. Добро утро и на вас, исто. Драго ми е што имаме можност повторно да ја најавиме дека завршува самата законска обврска за поседување на зимска опрема. На самиот почеток ќе ве прашам што поточно значи тоа. Вака, како што кажавте, на 15 март завршува законската обврска за поседување на зимска опрема на возилото, што значи дека со самото доаѓање на 15 март можеме полека да преминеме, значи да го припремаме возилото за летото и нели да ако поседуваме зимски пневматици на возилото, можеме да преминеме на промена на тие зимски пневматици и секако ако поседуваме зимска опрема која што е нели ако немаме зимски пневматици обавезно треба на самото возило да поседуваме ланци и такви работи, можеме да ги трнеме од возилото секако. Еве веќе кога завршува законска обврска, кога започнува самата летна подготовка на нашето возило, ќе прашаме кои се вашите совети во однос на самата проверка на едно возило. Вака, ние како Автомотосојуз на нашите членови, значи, меѓутоа и на останатите возила и шофери, како да кажам, им нудиме услуга, да речеме, која што станува збор комплетна проверка на возилото, секако и нели припрема на возилото за предстојниот летен период, во која што склучува комплетна проверка на возилото, каде што се прегледува значи подвозјето на возилото, течностите на возилото, соперачките на возилото, значи една комплетна проверка на целото возило. Кој период најмногу се препорачува? Дали можеби пред тргнување на пат? Зошто прашувам бидејќи се наближува летото, пролетта исто така многу од нашите сограѓани овие сончеви денови ги користат нели за еден одмор. Видете, секако значи секогаш треба да имате подготвено возило за напад. Меѓутоа најубаво е 2 пати годишно да се прави проверка на самото возило, односно на некој си 6 месеци. Секако пред тргнување на подолг пат, доколку треба да има потреба нешто да се интервенира на самото возило, да има период да се интервенира и да се среди самото возило за напад. Спред вас, кој е најдобро време за тргнување на долг пат? За тргнување на подолг пат зависи нели секако од временските услови, меѓутоа препорачливо е сабајле или последпладне. Убаво е да се напомене и за сите оние граѓани кои што можеби до сега се соочиле со проблем, не знаеле како да го решат проблемот, па и за оние кои што не им се случило тоа, убаво е да знаат што е со линијата за помош на пат која што ја има Автомотосојузот на Македонија. Како е добродојдена за нашите граѓани кои што возат? Вака, линијата 196 е линија која што е достапна на сите граѓани, значи 24/7, значи 24 часа во денот, 7 дена во неделата, за било каква помош на пат. Тој телефонски број може да се обрати било кој возач кој што е во било каква неволја, дали станува збор за помош на пат, дали станува збор за сообраќајка, за незгода, нели, дали станува збор за потреба од шлепање или во најнов случај и за нерегистрирано возило, може да се обрати на телефонскиот број 196, каде што нашите агенти ќе го услужат значи максимално и ќе услугата која што му е потребна ќе му дадат. Ви благодарам многу за одвоеното време. Доколку сметате дека нешто сме испуштиле во однос на самата законска обврска која што завршува пред самиот крај, слободно може да дополниме. Помислам дека не пропуштивме ништо, кажавме све од прилика. Со тоа што нели со самиот закон, со самото доаѓање на 15 март, би препорачал на сите кои што возат со зимски пневматици да направат промена на летни пневматици секако, затоа што со самото тоа имаат побезбедно возило, се намалува, значи самите зимски пневматици кажуваат дека се тие предвидени за да се возат во зима. Нели, се зголемуваат температурите, се намалуваат перформансите на самите пневматици, се зголемува значи ефективноста на самото возило, намалува бучавост и сите тие работи. Благодарам многу уште еднаш.
Се надевам дека сите информации беа добродојдени за возачите, односно сите оние кои што се учесници во сообраќајот и управуваат со самите возила. Ќе напоменем уште еднаш пред самиот крај дека оваа недела е 15 март, датумот кога завршува самата законска обврска за поседување на зимска опрема на самите возила.